Република Македонија е мала држава во меѓународните односи, на која што основна цел е опстанокот и треба да ги има во предвид повторно и двете теории кои што се најзначајни за објаснување на основните прашања во меѓународните односи. Од една страна, реалистите треба да не научат дека државите треба да ги имаат во предвид интересите на останатите држави на меѓународна сцена. Јас би рекла тука ние треба да ги имаме во предвид интересите на нашите соседи и интересите на големите сили како што се Соединетите Американски држави и Русија, кои што нели се преклопуваат, чии што интереси се преклопуваат над Балканот, и да ги има во предвид моќта која што овие држави ја имаат на располагање за да ги остварат сопствените интереси. Реалистичката теорија која што го објаснува нели меѓународното општество како општество во кое што моќта има најголемо значење, односно меѓународната политика која што исто така и се нарекува како политика на сила или политика на моќ, треба да ја научи Република Македонија дека треба да е спремна на компромис. Затоа што Моргентау вели, за да биде на дипломатија успешна, на располагање има три средства. Едното е закана со употреба на сила, убедување и компромис. Сега, кога немате можност да употребите закана со сила, тешко дека може да убедите некого, па со оглед на тоа оно што ни останува како опција, како мала држава повторно потенцирана на меѓународната сцена е пред се компромисот. Од друга страна, институционалниот либерализам ја нагласува улогата на меѓународните организации во меѓународната политика, во контекст на тоа дека придонесуваат во голема мера кон соработка помеѓу државите, па од тој аспект во суштина Република Македонија треба да ги земе лекциите од страна на институционалниот либерализам и треба да се стреми кон членство кон овие меѓународни организации, пред се кон НАТО и Европската унија. Земајќи ги во предвид лекциите и на реалистичката и на либералистичката теорија за меѓународни односи, она што Република Македонија треба да го направи во смисла на водење на успешна надворешна политика, е процесот кој што го започна, а тоа е ослободување од антиквизацијата, која што не окупираше на некој начин во изминативе 10 години. Зошто? Заради тоа што научивме од војните во поранешна Југославија дека национализмот води кон војна. Токму поради тоа сметам дека најуспешна надворешна политика на Република Македонија е водење на добра внатрешна политика, што значи консолидирање на правната држава, почитување на владењето на правото, почитување на слободата на медиумите, нешто што е исто така исклучително значајно, независноста на судството и борбата со корупцијата, кое што ќе ни помогне да се промовираме во светот и во меѓународните односи како една мала, меѓутоа модерна и современа држава која што е спремна на соработка.